Еве во продолжение на утринската, како што спомена и Горан, после да си кажеме, на лице место со Марија и се надам дека линкот го имаме и се е во најдобар ред, за да можеме да се видиме и да го чуеме разговорот кој што таа ќе го има со ветеринарот кој што е гостин, со господинот Роберт Петрушевски. Ќе зборува за проектот Кучето и детето да бидат весели и безбедни пријатели. Марија, ако се е во ред, те слушаме, повелете. Токму така, Ненад, ово утро ќе откриеме нешто повеќе за проектот насловен Кучето и децата да бидат весели и безбедни пријатели. Токму неколку, односно поголем број на ученици ќе се запознаат со овој проект, а моментално се запознаваат учениците од основното училиште Дане Крапчев во населба Ченто. Овде на лице место сме со мојот денешен соговорник Роберт Петрушевски, кој е ветеринар, а секако и најглавниот и најомилен гостин според мене, кучето Арон, кој што всушност е дел од овој проект кој што се спроведува во ово училиште. Добро утро и драго ми е што сте дел од нашата емисија. Добро утро до вас, до гледачите на Телма. Да, јас сум ветеринарен лекар и тука сум како представник на нашето Сдружение за едукација за подобар свет, кој што всушност настана како резултат на наша иницијатива и акција да бидеме активни во еден поголем проект за решавање на проблемот со кучињата скитници. Тоа е нормална обврска на локалната или државната администрација и влада, но ние сакавме да помогнеме во оној дел кај што можеме. Тоа е едукација на деца од прво до пето одделение, за кои што се наменети овие наши интерактивни едукативни работилници, за да научат нешто повеќе околу тоа како да се однесуваат со куче во домашни услови, како домашен миленик, и нешто што е многу интересно, како да се однесуваат со кучињата на улица, се со цел да развиеме поголема емпатија кон кучето како миленик и да знаеме да создадеме генерации на нови наши граѓани кои што ќе знаат да живеат со куче, но да се намалат и неизгодните ситуации што се случуваат на улиците. Тоа не е основната цел. Може ли поточно да појасниме од што се состои тој проект, односно чекор по чекор таа програма? Како што напоменав, делот самиот проект е всушност Арон? Да, во секој случај, значи проектот е подржан, беше граѓанска иницијатива и денеска сме тука со подршка на општината Гази Баба, која што го прифати проектот и благодарение на сето тоа, оваа сезона, иако лани почна како пилот проект, ќе гостуваме во 5 училишта во општината Гази Баба, каде што организираме 30 минутни работилници со деца од прво до пето одделение, каде што работилницата е сушност интерактивна, пред се разговараме, се дружиме и таа составена од два дела во принцип. Првиот дел со децата ги се запознаваме за тоа, за историјата како човекот и кучето почна да живеат заедно, што значи кучето член на фамилија, кои се врските на собственикот за правилно одгледување и чување на куче, што значи дете кој што живее со куче, кои се тие придобивки, кои се сите тие убави работи. На тој начин ги учиме децата како да се однесуваат со своите кучиња во надворешна средина, кои се сите тие убавини. И вториот дел од приказката, откако ќе го поминеме тоа, ги учиме децата што може да се случи, што да очекуваат во ситуации кои ќе најдат на кучиња на улица. Непознати кучиња кои што се собственици миленици на други собствени. И да дојдеме до момент да ги научиме да знаат да препознаат говор на тело на кучето, кога кучето сака, кога не сака да се гали, како да се избегнат незгодни ситуации кога ќе налета на глупница на куче, како ги учиме да останат присебни, да не трчаат, да не фрлаат со камен, да не го активираат оној инстинкт на ловецке кучето, бидејќи кучето знае да не побрка. И многу ни се интересни од таа група на ученици, секогаш има деца кои што многу сака да се галат со кучиња. Има деца кои што тоа го прават со резерва, со страв, но наш акцент е да ги ослободиме оние деца кои што имаат вроден страв од кучиња или пак наметнат од своите родители или од некоја незгодна ситуација. Тоа ни е последна целна група на деца кои што сакаме да работиме на овие едукативни работилници, за сега одлично ни оди. Мислам, приказката ја шириме низ цела општина Гази Баба. Сакам да се пофалам дека идната недела ќе одиме во општина Крушево. Таму сме поканети и сето тоа ќе дојде до ситуација да работиме цел период и на некој начин помогнеме да децата се повеќе и повеќе живеат и секојдневно со кучињата заедно. Еве, веќе кога го напоменавте тој страв, дали е вроден или пак секако, има некое верување, односно зборување меѓу народот дека кучињата чувствуваат страв и поради самото тоа одат по нас. Дали е тоа точно и дали може накратко да појасниме, бидејќи сметам дека
овој проект не важи само за децата, туку и за повозрасните, како да се однесуваме со улично куќе ако всушност не нападне? Што да направиме во тој момент? Секогаш тој друго почна со реченица дека ниедно куче не се буди со балет со идеја да касне 2 деца или 3 тетки. Значи куче никогаш не напаѓа само кога е во безизлезна ситуација или кога е болно. Кучето чувствува страв. И тоа има страв кога ќе се сретне со некој непознат или со нас. Значи, ако дојдеме во ситуација да се сретнеме со куче кој што можеби сакаме да го погалиме, треба да му дадеме можност да дојде тоа до нас. Ние да го со мил глас да го поканиме да дојде. Кучето ако ни приоѓа, тогаш ќе сака да се погали. Куче кој што не сака да се гали, се враќа према назад, ја спушта опашката, еднакво стрешено, ја врти главата, се облизнува и никогаш немојте да му одите директно на кучето. Група на глутница кучиња никогаш нема да нападне човек ако човекот е смирен. Дозволете им кучето, што е лидер на таа група, да ве помириса, можеби, останете присебни и кучињата ќе си отидат. Не се фрла со камења, не се гестикулира со раце, не се вика, сето тоа може да предизвика незгодна ситуација. Роден е и логичен е стравот кај децата од кучиња. Јас затоа апелирам до собствениците што имаат кучиња. Не ги пуштајте своите кучиња во дворови, во паркови кај што се играат, кај што има деца. Кучето ќе сака да се игра, да се стрча кон нив. Вашето куче нема лоша намера, но децата може да бидат исплашени, затоа треба да се избегнуваат тие ситуации. Децата ги учиме да знаат да никогаш не сме да влегуваат во двор кај што има куче. Затоа и пишува табла на секој двор нормално. И бидејќи тоа куче таму си ја штити својата територија, своето хранилиште. Можеби тоа куче што го галеле на улица, затоа што таму ви дозволило, но тоа исто куче во тој двор е сосема друго однесување и треба тоа да го внимаваме. Да. Имам уште едно прашање за крај. Чинам ваков проект одржавте и минатата година. Добро, да. Како пројде тоа, какви беа реакциите на учениците и што ви е следно во план? Значи, лани добивме доверба како пилот проект. Поминавме 2 школи, ова година се планирали над 1500 деца во Гази Баба да ја поминат обуката, односно работилницата. Ќе одиме во Крушево, таму сме поканети и јас апелирам до општините кои што се одговорни за основните училишта да не контактираат, затоа што сме спремни да дојдеме секаде. Значи, нашата единствена желба е да се дружиме со децата, да ги едуцираме. Мора да се организираат некои технички детали и подготвени сме да соработуваме со сите. Благодарение на општина Гази Баба, таа е единствена за сега во Македонија која што го поддржува ова. Отворени сме за секаде кај што ќе не поканат, тука сме да помогнеме. Ви благодарам многу на разговор. И благодарам и на вас и повелете на едукација. Арон, дојди. Се надевам беше интересен овој разговор, бидејќи секако ова беше тема од секојдневниот живот, со што можам да кажам дека е едукативна тема и верувам дека најинтересен гостин како за мене, така и за вас е денешниот мој гостин Арон.